Нарушување на јавниот ред и мир, нефункционално осветлување, неодржување на јавните простори. Ова се само дел од проблемите на станарите во социјалните згради во Охрид, кои тие ги изнесоа на трибината што се одржа иницијатива на подрачната служба на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор. Сепак најголем проблем во моментов представува неработењето на лифтовите, кои не се во функција 4,5 години, се жалат станарите. Ние сме преблагодарни со добивањето на станови, но меѓутоа треба да се води сметка и за лифтот. Таму има инвалидизирани лица, значи кои што имаат потреба, стари, изнемоштени лица. Јас сум оперисана, имам дете болно, што ете уште го лечам и лифтот ми е преку потребно. И хигиената да биде малку на повисоко ниво. Осветлување во околу зградава со години, тоа никој ништо не презема. Значи плаќаме улично осветлење 140 денари, нели тоа на сметкиве, ама значи еве не света ни една сијалица. Од јавното предпријатие објаснуваат дека лифтовите во социјалните згради не работат поради несовесно користење, но и дека во соработка со куќниот совет се разгледува можноста тие да бидат ставени во функција. Од тому посочуваат дека дел од станарите нередовно ги подмируваат јавните давачки за кои добиваат субвенции од државата и општината, а евидентирани се и случаи на несовесно и незаконско однесување, поради што јавното предпријатие ги раскинало договорите за домување со 3 семејства, а уште на неколку им се заканува истата мерка. Имавме неплаќање, еднам голема ставка, да речем, према Евана. Знаете дека долг голем према Евана, кој што утре може да наследиме како акционерско друштво ние, како не би дозволи да се дојде до ескалација на тие проблеми со големи долгови. И секако, значи, многу опасна категорија социјални станови кои што ги издаваат на други во летниот период просвет. Тоа е многу опасна работа, значи стварно имаат загрижени граѓани кои што во моментов му се потребни социјални станови, а некои што го добиле социјални станови го издаваат на други, пример, под наем. За овие проблеми запознаена е и Охридската полиција, која по разни основи годинава поднела 7 пријави против станари од социјалните згради, каде биле регистрирани и случаи на употреба на дрога. Инаку во моментов Охрид располага со 71 социјален стан, а според надлежните постои потреба од изградба на уште една зграда со исто толков број станови, со што ќе се реши стамбеното прашање на останатите семејства од ранливите категории во градот.